Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Еве само 76. Значи, како што ви кажав во претходното видео, можно да отиде до 72.000, што значи тоа, старите видеа сум ви кажал, кога ќе секош викат 72.000, 73.300. Сега да видите 73.300, само на CoinMarketCap мора да покажат 70.000 и 73. Бракете се тешки легенди. Како и да е, значи, добре дојдовте у мојот свет, значи, после овие 2 дена, мислам дека ако мислите дека живеете уште у тај ваш свет на фантазија, на дека ви живеете у рајо, па валјда треба повише време да посетите на интернет, затоа што ја многу веќе 12 години, пред 22 години јам кажам, а 12 години го упорно повторувам и многу народ ми се лути кога ќе повторам, дека Балканецо, македончето, па и цел свет повеќето се дигитално неписмени луѓе. Што значи тоа дигитално неписмени луѓе? Па тоа е исто како ја кога бев пред некои си 12 години, кога цело време седев на интернет, седев, играев, геймав, чудо правев, гледав разни глупости, а уствари никако да разберам дека луѓе мислам, јас имам ги разберено сите работи за технологија да истражувам, за теорија на заговор, цел живот истражувам, пред 12 години сванав дека чекаве тај интернет може да се направат пари. Луди пари, брат, може да се направат. И станеш са бајре, гледаш ти си во Македонија и викаш, брат, какви пари, нема шанси. Затоа го запалив авион и отидов во Америка. Али технологијата сега, крипто и биткоин е толку напред, што вие нема потреба да отидете у Америка, нема потреба да отидете у Европа, можете од дома. Платите се мали, мизерни, да. Али, Македонија е толку иселена држава, што верувајте има многу опции. Често и поштено се направат пари, често и поштено да се купе и за 8 години да ви се смени животот. Можно и за овие 4 години да ви се смени, чекаме го bull маркетот. Али просек за 8 години од Македонија може да ви се смене живото у многу подобра насога, затоа што, другари, мојот свет теорија на заговор станува реалност. Значи, треба малку да забрзате со процесот на трупање на крипто и да го разберете на кој начин функционира, за да не заглавате тие 15 минутни големи градови и како што милуваше да каже едно дечко таа што беше пишал, еве го 3% за крипто, а 97% гомна јадење, па сега 97% овие 2 дена стана реалност, не гомна јадење, значи реалност. Имате елита која што јадеше деца, бебиња, и да не улавам у по-големи детали за алгоритмот да ми шибне. Сите како што сакат да видат, да, Трамп победи за баш да ги објави тие досија, да каже за вонземјани, да каже за Кенеди, да каже за Лутер Кинг, да каже за многу теории на заговор кои што нели за сите беа фантазија, за мене беа пред 22 години реалност и живеев во тај свет дека реалност и дојдев тука на терен да се потврдам дека тај амерички сон не постои. Ако постоеше, ја ќе останев тука, ќе се удоваев в Македонија, ама не постои. Значи не постои и уште пострашното е што, например, седнуваш, да речеме, да бев аплицирал за пасош, со некој Ороспу, со извинение, нормална, тука тешка работа да најдеш, од 15.000, што викат некои луѓе можело и поевтино, што не 15 е почетно, 15 до 100.000, брат, со некој Ороспу, ти треба да си првиот брак да ти биде на тај начин, лажен и утре седнуваш, се окей, Трамп победил, ќе спасува Америка и гледаш тука, фала му на Батомира што ме подсетува, неговата меморија повеќе држи, он уште помлад од мене. Значи, ово се забравам, овие работи midterms, затоа што ја у друг систем сум, ја нели ки излаам од тука и ово све забравам да го пратам, од и сега сум туку у каша попара пакувам се, за 10 дена може порано сум у Македонија.
билето е купен, а мобето е, другари, стануваш и гледаш, чекай брат, ово баш и за сликичка. Ово е хорор, брат, хорор. Мислам, читаш, шансите на демократите да победат за 2026 е 83%. Зашо? Оти американците мислят дека Трамп безправно ги депортира сите овие педофили, сатанисти и чуда, киднапери, кои шо пред 2 дена станаа официјално и дека не биле фантазии на теоретичарите на заговор и замислете си ја да бе во процес за пасош, и ако победат овие, да има драми, контроли тука, утре не дај Боже кој знае што може да го направат ако имат, нели, да речеме повеќе сила. И ја треба да живеам со сатанисти, брат. Ја, нели, Трамп го поддржувам, не знаеме, нели, ја не можев да ископам уште информации за, има шпекулации, он ќе туже, значи, ќе туже за тие што објавија за него дека имат и за Меланија, ќе туже, али нема информации, значи ево он ги дозволи да ги пуштат, па се појавиле некои документи па ги однемало, ја не сум ги видел уште. Значи испадна дека, брат, сите овие, а чекај, тука пука тиквата, замислете си у Македонија, брат, Бугарија, Србија, Хрватска, од и таа елита е како октопод. Децата, органите и тие практики сатанистички се и на Балканот, другари. Значи ја многу ми е само криво што од тука не можев да го направам тај канал, што дефинитивно јас сум у најсатанистичкиот стејт, ако не знаете, јас сум у Сиетл, дека се најголемите и најопасните храмови за замислете си за сатанисти и не знам како, брат, 3% крипто сум зборила, 97% било гомна јадење, замисли, вие сте до гомната ви се виши до тука, со извинение на речнико, така не пише, така кажувам, нели сега. По културен збор не се ми напишале за да ви го кажам, значи до тука ви се тие. До тука сте тоа гомната, со извинение, и брат, ја не знам како е можно, мислам, ја знам да, ама за жал, замислете си, луѓето седат и чекат некој од Америка, што станал милионер, да и каже како шо побрзо они да направат себичните и да се курчат со извинение там, да купат некоја кола, некој апартман, некој гардероба и да се курчат тамо на сиромаштијата, као демек еве они разбрале технологијата, ништо вие не сте разбрале, другари. Тие што чекате само за крипто се зборе. Крипто е и овоа. Ако победат овие, почнуваат па тука Русвајс, немири и чуда, почнуваат драми, значи у Америка кој има драми, се отвори Пандорината кутија, едно с милиони документи, новинарите ги разлистуват и ние не знаеме кои се појават. И во е страшно, брат. Сами си ти, брат, кој ми рече некој пасош, зашо не вадаш, брат, да имаш план Б. План Б може да ми е Русија, Кина, планините там, некој си на некоја неутрална територија да најдам нешто као демек. Али, брат, плановите Б не може да ми бидат тука. Може да дојдам како турист да видам уште некои работи што не успеав во Калифорнија. Да ги прошетам тие шуми као у стило на Аватар што ги има и да посетам некои други работи, канјони и тие работи дека там треба да има некои свинги и чуда. Али, ово е страшно, брат. Друго, замислете си, ја треба да живеам у држава дека, брат, 2 години се зборе за... I'm a big crypto person. I'm the one that probably helped crypto more than anybody because I believe in it. And the reason I believe in it is because if we don't do it, Scott, I think we can say then China's going to do it. Right? Other than, I'm a... Другари, шо не е јасно? Председателот на Америка, кој што даде дозвола да се отпуштат фајловите на Епштейн и си има некој план, разбирате ли? Има некој план, ние не ги знаеме деталите, јас знам многу работи да речем, ама немаме ги официјално деталите да ги известам. Значи, свето, ако не сте разбрале од пред 2 дена, ви живеете у мојот свет, брат. Ви живеете у свето, замислете си дека милиони деца и луѓе се киднапирани од тука, дека ви ми викате зашо ве не извадиш пасош. Утре може да моите деца ќе бидат. Милиони, не 1000, милиони кои што имале телефон, имале облека на нив, имале лаптопи, таблети, никогаш не е најдена трага. Замислете си. И вие имате председател, подпиша ги, да видиме натамо шо ќе биде. Добро издржаваме до 73.
Добро не падна на 68, про-крипто председател, про-крипто луѓе става и најнормално луѓе. Не може ако вие сте дознале за крипто технологија дека следува bull market. И само сте купиле. А пред 12 години некој од Америка ви седи и ви вика: луѓе, јас сум теоретичар на заговори секторот, таму ги ископав информациите за биткоин, за крипто, за блокчейн, за маркето, како се движи. Шо е плано? Дека треба да го научите тоа и без тоа ќе биде имплементирано и платата утре ќе биде од токенизација у крипто и биткоин да речеме, ќе бидете следени и цензурирани преку блокчейн. Ја не можам да седам и нон-стоп да го објавам тоа, ќе блокират ми ги видеата, бришат ми од видеата од по 8 минути. Ако речем блокират ми ги видеата, значи едно видео аплод прави по 4 часа, а јас сум во Америка, имам unlimited интернет лут. Сега немам unlimited интернет лут, откажав го, сега типо што су сили доле мајки го зема, многу послаб интернет има ставено, кај мене видеата се за 15 минути одобрени. Зашо? Затоа што не брмлам тие работи што не треба да ги брмлам и алгоритмот многу побрзо ми ги одобрува видеата. И што е интересно, и ви викам, упорно ви викам, крипто канало не е за вие да седите и да ми филозофирате што како треба да се направи. Крипто канало YouTube, Крипто револуција на Facebook групата е за некој тип македонец што дојдел тука на терен како теоретичар, видел ги работите пред 22 години, а 12 години на терен ги истражил и си ги потврдил и упорно ви викам пред 3 недели уствари, да, пред 4 недели уствари, ви најавувам. Пред 4 недели видео од саат време, 2 сата и пол, 2,5, 400, 500, 600, 400, 500, 340, валјда не ги интересира кога се става знаменството на Европската унија, а треба да ги интересира. БРИКС, што е многу битна работа, 385, значи уште имаме дигитално неписмени членови. 385, значи ово гледа точната бројка, замислете се, 385, what the fuck. Шта е стандардната бројка, гледаш 385, сум забележал, стандардата што ги прегледал работа, оние другите се екстра, зависно сликичка, зависно наслов, се тука. Мобето што е, пред 4 недели ви почнувам видеа, повеќе за теорија на заговор да ве спремам, да ве го спремам мозоку, пошто мозоку не ви е на таа фреквенција. Не дека ви не сте интелигентни, вие сте поинтелигентни да завршите факултет од мене. Поинтелигентни сте да прочитате и запомнете повеќе книги од мене. Поинтелигентни сте да научите таблицата на памет и да ја рецитирате на памет и да ги научите какви планини имало во Македонија и во светот, кои главни градови биле. Луѓе, ниту тај вид на математика на памет ве спасува, ниту тоа што сте научиле кои градови постојат низ светот и кои се главните, каже го какво. Брат, геополитика, тоест аналитика и геополитика и тоест лошо се држи теорија на заговор, за теорија на заговор, геополитика и аналитика треба да направиш на тие двете. Тие трите работи се битни. Не да завршите школа и вие на памет сте научили таму. Као собрале во една училница и оценуват ги, тоа е Господ е оставил од 40 деца, неколку да бидат надарени, да побрзо да научи јазик, повише да научи, но не е планирал за со компјутери да се играеме. Па тие ги е ставил, брат, со тај вид на интелигенција само у тај сектор. Значи ние сме комравки, треба да се дружиме заедно. Мојата цел е да отворам академија и да се најдеме сите тие у сите сектори. Добри, ја не сум експерт у сите сектори. Значи да се најдеме, да се направиме како една група. Ако можат овие хазарите, значи можеме и ние. Ево, они гледаш, сите луѓе што се работиле за нив, моментално ги пуштија низ вода. Ние не имаме Македонија новинари што ќе седнат да ги чет, до сега требаше во Македонија како што едно исто е, две тие политички партии уништувале Македонија. Во Европската унија лажат, да не го правам нели политички подкасто, че до сега требаше имаме толку многу новинари во Македонија, требаше седнат да најдат која е поврзаноста. Во Америка што се случи страшното. Тука е каша попара луѓе, тука нема да видите вие. Тука е каша попара моментално. Луѓето се плашат, замислете си, дека чекайте да го изгасам. Луѓето се моментално плашат, замислете си, продава се биткоин. Значи пази, овај ми пише, брат, ти нели кажа 2025 октомври, ноември ќе имаме bull market. Како ние информациите да не се минуваат. Тие истите телетабиси учат историја.
Разбирате ли? Учат историја у школата и се застанети таму. Луѓе историјата у Македонија нема врска од сите генерации што се училе. Комплетна глупост, брат. Уште од времето на античка Македонија пред неја до ден денес комплетна глупост. Знаете ли како? У моменту се минуваат работите. Значи, прашувам денеска 10 на 20 луѓе. Што од интернет, што од физичкиот свет. Не знаат зашо е паднал биткоин. Па те манипулираат го, ја ностоп што манипулираат. Другари, у Америка и свето продават го биткоинот, а биткоинот ги влече сите коини надоле затоа што црчињата мислат дека креаторот на биткоин е Епштайн. Замислете си вие на кој левел се овие луѓе, брат. Епштайн бил креаторот на биткоин. Замисли си оваков од улицата соберен клошар, кој што тие Мосад службите се го процениле дека е доволно ретардиран и е жртвено јагне. Разбирате ли? А можба да е стварно ептен сатана левел стигнал, па сега уопште не е ни убиен, туку едноставно е само преместен, што нема логика на службата да го бесе, да го бие, демек знаел многу, кога технологијата е напредна, они можат да му сменат глас, фаца, се живо, да му дадат пари да живее дека сака и да тврде дека е он тај, никој нема да му верува, отколку да го бијат. Зашо? Не треба да го бијат, сега ќе ви кажам. Зашо службите не убиват како по филмовите? Затоа што ако го бијат, сите други наредни што треба да ги работат работи, ќе рече чекај, овај сите работи ги заврши за нив, работи и овие ќе го убијат, зашо па и мене утре да му убијат и ја да ги знам работите. Мислам ја да работам да работам за нив кога и мене ќе му тепат. Ама ако се тие нивните кругови знаат дека он не е убиен, туку е ставен на страна, живее сега со милиардите, завршил една од најеките мисии, брат. Значи, болен сатанистички ум нема никаква чест, оти ти едно е да си агент по, како се изразам, да си агент, ама стварно поштено, честно, брат, да ги завршиш работите. У тај дел, мислам, знаеме и сите сами дека нели работите на кои функционират ги гледат и у филмовите и у реалниот свет као демек оправдано е сите тие работи зверства што ги прават за да се спасе државата прва, али тоа не е точно. Може со поштено, честно работење, со поштено да се уапсе, да се најдат докази за него, да се стави у затвор, човек не може да се убие, да се стави у затвор, да се испита со години, да се види нели кој дел е, што е, како е, дали е точно и да му се даде соодветна казна. А ако некој со оружје враќа, да, праќаш го горе директно на судењето. Државата е приоритет, ама да е стварно вист, не да го тепаш ради реда. И затоа, брат, не може они да се го утепале, многу луѓе ми поставија прашање, ако сакам да спомнам подкастот, а тоа е битно веќе, нели не беше битно, ама се он е креатор на ја знаев дека ќе го кажат, ово затоа ги врдев работите овие денови. 4 недели унапред ве спремам. Значи, теориите на заговор, гледаш сега веќе, Епштейн бил креатор на биткоин. И овие работи се битни, затоа што он сега моментално му наштедено на биткоин. Биткоин требаше да литне, заврши шатдаун, government шатдаун, про крипто се сите, Трамп ви даде изјава сега, само што го тргнав линков, ви даде дека он дава збор дека е крипто председател, крипто френдли, дека ќе направи чудо, значи де факто ќе има bull market, а вие уште се плашите да купувате или чекате да паднало пониско. Али брат, у народу, у Америка, зашо не се земал пасош? Па ја треба да живеам заедно со едно 50% од населението кој што верува дека овај може да кодира нешто за кое ви треба сите разузнавачки агенции низ цел свет да се сплотени, квантум компјутери, кој да знае уште каква технологија имат, за да го креират биткоин и да го поддржува тај квантум компјутер, да држи тајност дали некој го е хакнал, дали не го е, да се држи перфектна мрежата, перфектен код да се држи, замислете се он нели отворен сорс, Славчо познае, али ја го лупам у мој зборови што знам, отворен нели код, отворен сорс, сите тamo што ти знам, кодират на него, прават, борат се да обстане мрежата да биде перфектно, кој што замисли какви квантоми компјутери го работат, не само луѓе. Значи за ти да пуштиш овакво нешто јавноста, прво ти треба квантум компјутер, значи ако он го е креирал биткоин, вие сите што се правите тука интелигенција, знаеш. До вчера никој не што збориш браче 97% гомна јадење, 3% крипто, сега он бил Сатоши, сите станавте експерти, он е Сатоши. Па ме прашувате и брат гледај ти што промовираш. Ја ништо не промовирам, другари. Ништо не промовирам, че камерите се уклучија.
Што не промовирам, другари, јас сум теоретичар кој ви ги поврзува работите. Значи, ако он го измислил биткоин, значи он го измислил и блокчейн, значи он го измислил и квантум компјутер. Или има пристап до квантум компјутери што е помокен од Америка, Русија и Кина заедно. Логика. Не може биткоин и блокчейн да оперира ако ти немаш фул најмокниот у свет квантум компјутер да го поддржува. 17 години не е хакнато. Не постои ништо и Кардано не е хакнат. Све друго е пепел направено на крипто. 180 милионови кажав коини и токени има. 99,9% нема да постојат. Затоа јас се мачам да видам. Овие, не сум јас 100% сигурен. Значи овие сум ги одвоил шо купуваат Америте. За жал тоа е, брат. Шо купуваат они? Шо ја викам? Белата мечка зборам 12 години овие. Тега од Америка таа, брат, јас не брат, со обичните му блузи, нема го костуми, нема ги парите, не е на јахтата, не е со хеликоптером, машала, брат. Ти имаш милионер во Америка, јахтата само нема да може да си ја платам за гориво, за екипаж и за да се паркира во Мајами. $500 беше паркингот за джетски. Замислете си за јахта, брат. Иначе јахтата кога е паркирана исто троше кажи го ресурси, гориво, затоа што ако се исклучи ќе потоне. Значи многу луѓе не знаат дека тоа чудо и сврла вода. Они мислат тоа паркираш го така тука кај овој Охридското езеро само вадаш го, нели, викаш ги бракета, ајде бе, ставате го Билјана Кајчи веслаше, ставате го сите и после Билјана Кајчи веслаше, ставате го натри и веслате. Еве ја и Славчо што ќе направам, се Славчо ќе стане милионер, купе јахта и ќе се возиме низ Охрид. Ќе се возиме низ Охрид, братче, и ја ќе онадувам. Он ќе зборе, после он ќе зборе, ја ќе онадувам. Ова е јако. Не, братче, значи, ќе земеме некој од вас за наградна игра. И додека сме за наградната игра, гледајте се, братче, аналитиката. Лабораториски мои, да не ве навредам, Орли. Значи, гледај, 380, 400, и 600 денашка. Ово најбрзо стигна до 600. Зашо? Оти следува награда за награда. Значи, ја треба да речам, следува наградна игра, за одеднашка 600 луѓе да го гледат најбрзо што може. Значи, пази, ја треба да дадам награда за луѓето да дојдат што бојше да гледат канал што треба да направи профит и тај пада да биде дадено награда, а не ќе да дојдат на бесплатен канал што не дава награди, да гледат како да најдат што прават американците со оваа технологија, која што ми се смеја за белата мечка Ethereum и белото мече Solana, милиарда пати проблеми и чуда, и уште се уврво, пази, Ethereum е второ место, брат, со најскапи трансакции на времето. Сега многу биле ефтини трансакциите. Па што мене ме е баа со извинение $100,000 за трансакции у игри. Да тестирам за на македончето, да му најдам игра, да зима екстра 50, 100, 200, 300 долари, евро, јас извинувам, за да зима екстра за тоа го забравиме, така ли? Македоничо е дадел на 120,000 беа, кој се сеќава на старите видеа. После не сум ги сметал. $120,000 уствари беа потрошено само за трансакции. Зимале са ми од 50 до 1500, 1800. Не сам, ако некој помне, повеќе од мене да каже. 3500 таа трансакција мислам дека не е извршив. 1500 или 1800 е најскапата трансакција мислам што бев направил, а Illuvium да го продавам исто ми беше потрошило $1500 трансакција, не ја направив, па ја направив најниската на чекав. Газ кога беше ефтин 150, мислам дека беше 150. 150 ако не потсетете ме ако некој се сеќава, 150 да го флипнам назад у волето и 80 или 150 да го продавам. На профит го продадов, али ми се маа многу пари за трансакциите. Пошто Illuvium беше на Ethereum Network. Да не зборам колку луѓе што ми дужат пари са ми пратиле место на Ethereum Network. На Ethereum Network се пратиле, ама место Ethereum се ми пратиле други коини. Там ставете у дупката $60,000 луѓе што треба у Македонија ако гледат видеото треба да почнат да дават некоја паричка, разбираш? Јас се враќам во Македонија, треба да пуштите нешто, другари. Купувате си чуда, мене луѓе секде ми известуват, купувате си чуда, не е дека немате пари. Значи, тестирал сум, давал сам ви на заем, треба да почнете да пуштите нешто. Разбираш, па ја може да давам награди повеќе. Али мобето кој е? Значи, тип седи и ви кажува луѓе, дај да видиме овие шо е. Значи, 30% биткоин, 30% Ethereum, 30% Cardano и 10% трупате од овие сите тука. Без сега нели овие на Трамп што се колекцијата не е маме више, трупате, значи да пробаме да го разбиеме системот.
Ама биткоин, етериум и кардано да ги имате, не може. 100% нека пропадне кардано, 100% нека пропадне етериум, биткоин ќе стое. Значи тие 30% од биткоин ќе ви избијат сите други работи што сте ги рискувале. И го трупате тоа, градете портфолио. Про крипто председател имате, нема го Биле има го на слика, ма ние збореме, значи знаеш кој Трамп го имаше на сликата и Мелани ги имаше со Епштайн. Најекио агент што ги е што е успеал целата елита од политичари и кралски семејства да ги убеде, да ги убаце, освен Трамп и Мелани нема ги на листата, нема ги на острово, значи сите други да ги убаце, дури и у Србија има манекенки и политичари, и од Црна Гора ќе видите ќе излезат, и од Хрватска, Македонија ќе видиме дали ќе има. Значи имате политичари и кралски семејства што успеал да ги намаме, да ја најде слабоста и да ги снима и после ги оценува и ние сите тие браче години он што оперирал живееме овај сатанистички педофилски свет. Се некој рече леле брат, да, он на таа елита измрдана дека таа има фабричка грешка, тие кралски семејства, и јас знам точна верзија, ама уште не може да ја презентирам затоа што ја истражувам. Почнува со тоа што од женската страна се помеѓу брат и сестра браковите од таа кралска семејства од Египет излава, и од страна на Римската империја најголемите сатанисти исто измешани таму не знае со што. И денеска имате оваа елита тука поставена. Тоа го што истражувам. Некои од вас знаат, имам направено напред ДНК тест неколку и имам тие глупости што ги споделувате за некакви си Словени 30% и 20%, сите што гледате овај подкаст, престанете да ги споделувате глупостите. Не постои такво нешто 20, 30, 40% Словени. Сите сте 100% таму антички македонци. Освен тие што не се личат на античките македонци, се помал процент у ДНК, но тоа не смета така помал процент, тие си се тоа што си се, нешто друго, не антички македонци. Значи мобето кој е? Сите тие теории уште поопасно ќе биде, уште пострашно ќе биде. Секој ден ќе биде, не знам кој степен на фајлови се пуштенали. Не се догажав, значи Трамп бил сликал со него, слика се со човек што ги знае сите кралски семејства. И ти како тоа кажувате, брат, ја него нешто правдам, туку кажувам ви дека од Бајден и од Трамп најдоброто за Америка моментално е Трамп. Чисте фајлови се објавуваат, у Библијата пишува дека финалната борба ќе си биде, што значи дека површно ќе зачисти, површно ќе оправи, може да и он ќе излезе у нешто опасно, ќе го презентира, тоа не може да го кажам, немам докази, али мобето е тоа, за жал, ние аналитиката правиме на двете опции кои ќе се понудени, и трета нема. Двете опции се Бајден и Трамп. И ја што викам, Трамп е подобрата опција. Замислете се кој беше Бајден. Немаше да се објават сите овие работи и замислете си, брат, тие живи ке не, тие ке не пече на скара, брат, буквално. Колку се некој да се сме. На скара, брат. Пица ке не прави, брат. Тие што се теоретички знаат што зборам. На пица, брат, ке не прави. Може и на тако ке не рола. Значи, луѓе, вие не живеете у тај, луѓе, не можеш ти да речеш, веруваш у Господ, разбираш ли, а да го нема злото. Значи, ако има Господ, ако веруваш у Господ, значи, од другата страна има нешто друго. Значи, тоа нешто друго ги презентира овие. Овие си измислиле таа технологија, набудуваат унатре за фул контроли и сите тие работи, али секој ще има две опции. На Бајден опцијата беше пострашната, на Трамп опцијата е помеката верзија. Моментално си го делат свето. Трамп го зима, како што ви кажав, Трамп си го зима ово парче целото тука, си го зима, Русија и Кина си делат овај дел, и Трамп ќе земе нешто тука. Русија и Кина си го делат тај дел. Тоа е. Ама мобето е, другари. Требе да дознаеме, кога веќе гледате претвадена, ја што зборам станува, дека е реалност и уште е многу пострашно, ја не може да зборам. Замислете си на тие мали нешта, отварање брутално. И ја бев почнал едно време да гледам видеа, значи денеска е многу тешко, со вештата интелигенција многу тешко може да се процени што е точно, што е не. Ама другари, ја тие видеа што сум ги гледал не се за времето на вештата интелигенција. Тие видеа се пред 20 години, пред 15 години, пред 10 години, пред 12 години, пред 5 години. Видеата се брутални и страшни.
Ја не ги ако некој вика видео, да натиснете, нем да натиснете, може да фанете вирус. Оти многу е тешко сега да се видат тие видеа. И ако има видео, ви препорачувам да не ги гледате. Не може да издржите, не може, ќе имате проблеми. Не може да издржите, не сте на тај степен. Јас сум 22 години во работа. И постепено ги истражувам и сум имун на тоа. Не, иако мислите и интересирате да гледате, да не ги гледате тие работи кои се појават. Страшни се. Зборе се за деца, зборе се за бебиња. Страшни се. Брутални. Не можете, нема на филм такво нешто. Не може ни да се изфантазирате. Кога дома Македонија, кој го интересира академијата, ќе му кажам, не може ни да се изфантазирате. Од Македонија се вадени мозоци, као демек со дозвола на родителите. Од Македонија се носени мозоци, луѓе. Мозок. Значи мозок ти за да го умрел, за колку брзо е изваден, брат, тај. Кој е одлучил како умрел, за колку брзо е изваден, замрзнан, зашто толку е брзо замрзнан и тека знаеме ние што се правиле со тие мозоци, истражувале се, ова е една најкорумпираните држави на времето, за време на Бајден се носени да се истражуваат ли за нив? Зашо па не се ставени у пица или нешто да се јадени или, да? Кој гарантира, браче, за времето на Бајден дека тие мозоци е донесени тука и таа бројка истражувана? Кој од Македонија, брат, даде подпис да се АЛК, без разлика тие какви се били убийци, шизофрени, умоболни или не знам какви биле там, и биле дадени тие мозоци. Луѓе, тоа е македонски мозок. Зашо телото да биде раздвоено? Без разлика дали убиечот, тоа треба да биде погребан, Господ ќе му суди. Треба да биде погребан како човек, а Господ ќе му суди. Господ ќе му суди и Господ ќе одлучи. Треба да биде погребан како човек со сите тие негови делови, да почива у мир, а не тука да се носи експерименти. Че он тоа што бил убиец, психопат, било каков, брат, ако истражувала Македонија да истражува и кога ќе заврши со истражувањето, да го иде да го однесе тај мозок или кој дел таму што се правиле, да го врне и тоа да почива у мир. Мозокот да му е, ако се го истражувале во Македонија, како еден дел казна за сите тие зверства ако ги е направил тај мозок, еден начин казна да се истражува за Македонија додека држава напред. Ние што имаме резултатот и Америка истражувала на светско ниво ќе помогне. Оваа држава ќе помогнала на светско ниво. Они се ги чуваат за нив информациите. ДНК македонска и македонски мозоци. А македонскиот мозок па ја викам дека е најаката квантум машина што постои на светско ниво. Александар Македонски го ослободил светове, Александар Македонски го е креирал Александриската, мислам е имал желба, после Птоломеј му е довршил, и по негова желба е креирана и соберена Александрската библиотека. Што Ватикан и Римската империја чуваат длабоко да видиме. Што е тука теорија на заговор, дека ја викам, сакам да видам, кој што знам, имам луѓе што се биле, познавам, имам ја една мапа од тие доми, значи зашо и други луѓе имат се окажувал, зашо, брат, да не ги прочитаме ние тие книги? Тие се наши книги, брат. Дај да видиме како тоа нашите имат време да сечат, да носат мозоци, така ли? Значи тоа е државна безбедност во Македонија, да ги подсетам, треба да го испитат овоа, затоа што дека знаеме ние може па тие луѓе да ги истражат и работи утре да ни се врне, да сванат на кој начин нашиот македонски мозок, да речеме, функционира, нели? Лупам да дојдат да не освојат многу полесно. Зашо да се даде тај такво? ДНК носиме ние со сите наши мемории и со сите наши искуства од милиони години назад. Ти само може да доwnloadираш од 15 колена назад, значи од 15 твои предци. Ти можеш, имаше мокто од 15 на назад да видиш. А технологијата може да биде понапредна, да не се дава ништо, брат, македонско. Нигде не, нашите медиуми се, мала, Мицко, каков Мицко, брат, има луѓе, пишуват сега да не, работи исчезнале на нивни такво, исчезнале работи, кој го истражува тоа? Канало не е за тоа, ама сакам да сите работи, ви кажав, се поврзани. Ние живееме, другар, у сатанистички свет. Ние живееме, Господ е креирал, живееме у рајо на земјата, кој што оваа елита не го прави пекол. Ја тука што сум седнал, кога ми рече некој брат, земи ти пасош, седи тука, јас сум у пеколо моментално. Не сум со моите,
со мојот родител, еден ми е починат, со моите роднини, повеќето почина, пријатели, другари, комшии, не сум со нив, требало ми пасош да седам тука. Тоа е. Не ми треба тука да живеам. Македонија има тие цркви, чуда и мултикултура и све. Таму ми се живее. Затоа што таму може да се бореме. Тука сум седнал на овај канал, трудам се, кажувам ви, луѓе се живо чепкајте, се живо да ви интересира, само да не ви интересират, да речеме тие там глупости да оговарате, да плюгате, и они ми пишат, брат, дај бе само за збори за крипто. Тебе, криптото е овај. У Америка моментално се продава биткоин, затоа што мислат дека Сатоши е Епштейн. Не ви видов да напишете, брат, како може, брат, и да си помисля да во нешто. Правил трансакции, купил биткоин, сакал да инвестира у Coinbase, инвестирал у други компании, пишал мейл, пък најнормално службите го имат креирано. Биткоин најнормално може да е знаел кога е креиран, кои служби се го креирали, на кој начин е имплементиран, кај кои луѓе е пуштен. Може да ги знаете работи да ги е пишувал у мейл. Ама не значи дека он е тај. Замисли ние паднаме на 73 за тоа што вие веруват дека Епштейн. Не викат, чекай брат да видиме кои сите политичарни светове луѓе ќе се појават. Значи замислете си, вие може ли да си ставите прст на чело дека ние имаме политичари и кралски семејства кои што низ цел свет киднапират деца и ги жртвуват и си живот на нив и прават сатанистички работи. Може ли не може, вие не можете да замислите што е джави спорам. И што било поврзано крипто. И што е цел свет Америка сега збора дека цел свет и Америка збора дека ова е креатора. И мене денеска цел да ми пишуват изгубени случаи. Брат, гледај ти што збораш. Луѓето што не веруваат у теорија на човекот теорија што до вчера го плука 97% изборил глупости, гомна јадење, а 3% е крипто, тие истите сега па на мене ми објаснат кој е Сатоши и како е креиран биткоин. Значи гледате ли, братче, македончето до кој степен е тралала у главата и до кој степен е дигитално неписмено. До степено да логиката ја немат у главата. Значи прво не веруваат овие работи, па сега седнат прочитале некој наслов, па сега на мене ми кажуваат за овие работи. А не вика, чекай бе, ти си теоретичар, толку време брмблаш, дај да те питаме како е, што мислиш ти, дали е он, дали не е. А не е порака, брат, гледај го бе, те кој ти е Сатоши. И има луѓе што се чудат, не сме мала држава. Брат, ти кај нас имаш 90% од населението што читат наслови и заклучуваат кој е Сатоши бил. Ова е бил Сатоши, брат. Господ чуј да бране, брат. Буквално, луѓе, Господ да не чува и да не бране, затоа што ние имаме сериозен проблем со населението Македонија, ние дигитално неписмено, брат. И новинарите ни се дигитално неписмени, брат. Пишат наслови само и тоа и мали смешни текстови, брат. Никој не ми сконтактира мене, замислете си да праша да рече, чекай брат, ти што мислиш. 22 години брмлям за теорија на заговор за ово и 12 години тука пробам да го изнесам у јавност. Најблокирана личност, бришени канали, не е мрднал канал од 2400, брат. Секој ден има луѓе ми пишат, брат, што не бришиш од канал? Ало, дигитално неписмени, како ќе ти избришам од канал? Како ќе ти го тргнам сабскрајб од каналот, брат? И ти ли ми го исклучи звоното? Брат, ти ли ми го исклучи, вика, звоното, вика, за ово не ми стигнато известување? Да бе, јас сум хакер, седнувам и викам, чекай се саботирам самия мој канал. Ние имаме постари луѓе што се дигитално неписмени. Брат, не снимал 3 дена видео. Ки си тргнам сабскрајб да не ми земе пари. На картичка дебитна што не е ни поврзал на YouTube канала, брат. Или картичка што е ставила, ама канал што не е ни активиран, брат. Ние имаме, другар, сериозно, дигитално неписмени луѓе, брат. Што седат цел ден и само ги слушам, се карат, плюкат и очите си вадат на интернет, брат. Експерти на сите теми, а дому хаос. Дај бе луѓе, научете се, кога нешто не знаете и некој толку време од тоа, пишете порака, здрава брат, може ли еден војс или ово на брзина да ми кажеш на таа тема. Не бидете у тоа, седнувате до вчера, не сте верували, однаш кога седнувате, вие кажувате, гледаш зашо ја не купив биткоин.
Епштейн е ова. Че да уклучам ова само. Другари, мобето е, значи спремам ве за реалниот свет. Значи ово не е гом на јадење со извинение. Ово е реалниот свет. Ние живееме луѓе, јас замисли пред се не дека ја нешто сум избранио, ама еве Господ креира некои луѓе што еве едноставно не идев на јахтата да дремам, не идев со Роспи како секој што е направил пари со извинение да дреме. Не земав да со женам брат тука што можев и да дремам во Америка и да си уживам во Флорида. Кај Цинцу да идам, прашајте го Цинцу, кај он ме викна па 5000 пати, брат, више го станувам како сум ја отидол. Цинцу е единствениот македонец што ме викна 200.000 пати, брат. Дојде. И многу ми крио што не може да отидам, оти там може да одма да му апсат, не е дека нешто сум направил, туку Мајами полицијата има наредба и уште од времето, јас сум ви кажал и старите подкасти го погодив тоа. Мајами дека ќе биде најстрога дека ќе ја чистат. Ја може да земам пас, што идам да си живеам кај Цинцу таму, купам. Не ќе купам ја некој што не сакал да ќе изрентам некоја. Знаеш какви плажи има таму? Тие Бока Ратон сигурно е близко до него. Бока Ратон сум бил, студенти, женски најубави, плажа со километри приватна. Со километри приватна. Мислам за население, там идат туристи, ама не толку многу, тие не е многу далеко нагоре од Мајами. Тоа е рајон на земјата таму. Безбедно, чисто, само бели, не е расистички, кажам, само бели, там толку е скапичко, толку е соленко, што црните не одат нагоре, нема работа за нив и американци си имат одделено така. Можев да идам там да колирам, да уживам и тоа е. Ама не можам. Нешто ме тера дека ја треба да идам доле и да истражувам, брат. Сега, валја сум така, за тоа пратен тука доле, че ја другојаче не може да го објаснам, зашо како нормалните луѓе не земам да се оженам и да направам 10 деца и да ги извакцинирав и ковид да ги набутав и да живеам себично негде од таму и да слушам македонски песни, да идеме тие македонски цркви тука по Америка, да се правиме патриоти, да дојдам доле да ракам, да плукам, да надувам, да ви се курчам, па разбираш. Ама ја не сум нормален. Тоа го прават нормалните. Јас сум теоретичар, теоретичарите знаете дека ние не сме ненормални, ние си живееме у реалниот свет. Ја не живеам, брат, у вашиот фантазерски свет, као треба негде да идам да колирам, да уживам там по Чикаго, по Джерси, разбираш. Цинцо, например, он ке милионерчик си стане на крипто, он и доле си има Македонија, си дое. Некој ме прашава кој е тај. Цинцо, он најдете го, додадете го на Фейсбук, друг македонец нема да видите кој решето прави там по Фейсбук. И го подсетам, брат, Цинцо, намали малку, ја те разбирам, патриот, пишуваш, ама многу пишуваш, брат, на Фейсбук, малку заебна работа. Ќе те наместат нешто, брат. Не и се заканови, пишувај тактички све, само без заканите пачки, дека ќе искреш главата преска бев прочитал, лонги беше направил. Внимавај, брат, че оти среќа, што те спасува америчка пас, да знаеш тие там гнаси едва и чекат да земат на некој што има парички да му се закатанчат. Мобето е, ја не можам, брат, да седам тука, разбираш. Мојата работа е да дојдам доле и да истражувам. Али мобето е тај. Добре дојдовте у свето на реалниот свет, дека теоријата на заговор се вистината. Што следува? Другари, ја мислам дека ќе биде, зависи нели колку ги испуштат, кој левел на вакво ќе ги испуштат на досие. Моментално, чекај, што сме сега, сме фактички вторник. У петок се преговорите, тие што ме прашаваме, текна преговорите со Иран. Комплетно е заобиколен Иран. Иран не знае со каква технологија ќе го ударат. Треба да седне на маса. Турција е посредник, замислете си. Некој ме праша, брат, како е Турција? Турција е многу мокна, да знаете го. Ово, сегде се меша, се интересира и така треба. Малку претерало со онај соно за Отоманската империја, никош нема да се остваре. Ќе пробат. Веќе пробат на Балкано, али нема да се остваре. Не со војска или со се, пробат со населување на населението, преземање на сите институции, со корупција, со све и мислат дека ќе врнат Отоманската империја, гадно се лажат. Нема да успеат. Мобето е македонците у античкиот дел се биле едни од најаки, па дури у Висантија се биле најаките, кажи го, кој се викаше,
у преговори, у дипломатија се биле најмокни, разбираш. Значи, можеле се и војна да освојат, и победа да освојат само со брата, кажи го, напредна верзија на разговори што се практикувале. Турците имат многу работи изнесено, Отоманската империја има многу работи изнесено и книги и чуда. И денеска тоа што го практикуваат се го научиле научиле се го од македонците и го практикуваат само мал дел, не го практикуваат фул 100%, затоа толку не и иде. Значи македонците да бевме ние таа држава која што треба да бидеме, управувано од македонци, ние сега ќе имавме дипломатија на цел свет и цел свет ќе не верували или не, цел свет ќе не викаше на те такви мировни преговори и чуда, ќе ги викаше македонците како најстаро чудо нешто стаено тука од Господ. Колку сакате вие че вие ништо не знаете за времето на Александар Македонски кога е не освојувал, туку е ослободувал, ама ние немаме писмени историчари, кога е ослободувал, у Македонија е бил поставен многу јак карактер кој што треба да го извадам у Мистерија каналот, што е бил таква дипломатија нема видено свето, брат. Значи Македонија не е мајка му е сама правила Русфајс, брат. Само е правила кавги и чуда за пуста слава, брат, она да биде таа највеликата што викате велики. Таа е бил, брат, ја го имам читано, викам, ова не е можно. Тој е бил уште попаметен и од Александар Македонски и од Филип. Тај, ако е владеал со Македонија, брат, ние денеска ќе бевме нешто на друг левел. Ама многу луѓе се работеле против него. Значи, да не ја филозофирам, таа дипломатија, чека се у петок преговорите, гледаш кој се бира петок, и ако не успеат преговорите, Иран треба да се откаже од нуклеарниот нивен сон и треба да се откаже целиот збогатен ураниум да го префрли у Русија. И заборив што беше друго. Тоа е американците сака да го направат. Ако не се согласат, значи петок вечерта, значи 6 спрема сабота, тука па многу лошо ми на место на првиот ден да е упорно го местам првиот ден да ми е понеделник и упорно американците направат апдейт и упорно ми го менат Сандеј да ми е првиот ден. Значи, дигитално неписано сум гледаш. Значи 6 ќе речем за малку пети, 6 петок спрема сабота ќе видиме дали Америка ќе го нападне Иран. Иран треба да се откаже нуклеарната тоа, да видиме дали ќе има нови драми, нуклеарната и треба целиот збогатен ураниум да го преместе назад у Русија. Тоа мислам дека американците го тражат. И да се дозволе мирни протести и да не се обесат там колку беа спремале 600 или 800, не се сеќавам, да обесат, разбираш, ќе видиме Русија и Кина на кој начин дали ќе го одобрат тоа. Значи зависи од Кина од Русија, не зависи само од ова. Значи мобето е, како што ви кажав, цела 2026 треба да има драми, али bull market ќе има. Про крипто председател, али не се докажав. Мобето е, значи, можно е постепено да на Балкано ако се појават некои, јаки големи фаци, не, мислам народот ќе се буни, ако да се надевам дека се буни, дека има процес да ги тргнат, да ги затворат, да добијат заслужената казна, али у Америка, другари, кои се дознаат сите тие големи директори на тие корпорации гиганти, не е едноставно. Пошто луѓето туку у секоја компанија имаат сериозна удел на акции купено. И кога ќе почнат да се појавуваат тие луѓе што имаат прајано, пиле крв од ово, да не зборам сега, правиле такви зверски работи, значи тие ќе почнат да се ги продадат акциите. Како што денеска голем дел од американците гледаш, они прочитат наслов, Епштейн бил Сатоши, замислете се, браче, сигурно у гаражата таму у Израел го е направил пустината, глупости. Продават, значи така ќе почнат да ги продават и тие. Ако почне да се појавуваат тие листи на сите тие што треба да се појават, што се поставени на најголемите корпорации гиганти, не само Америка, ни со свет, и од акциите и американците да почнат да продават акциите и да се рушат тие компании, може да го потеглат уште малку и биткоин. Ќе видиме. Или ако почнат од там да продават, а да пукат у биткоин, тоа ќе биде супер, брат. Супер. Али ајде оставаме да видиме што ќе биде. Постепено ли ќе објавуват или како е да е битно и нема што да се плашите, колку и да се објават, што е да се објаве, треба да се објави, да се дознае, што побрзо, да се казнат соодветно, да се оттргнат од тие позиции мокни, да се откријат сите тие милиони деца дека се исчезнали и млади.
и да светот дојде кон подобро светло што друго, доста беше за Епштейн, друго другари, идеме овака. Овие денови ме отечеа за златото, зашо не? Right now, trying to get rid of like 10,000 pieces of silver. He can't. Really? He can't get a real offer on it. He's getting a 30% discount below the market. Damn. Like this. У Америка сакате да продавате сребро. Зимате го, натоварете во магарето, кренувате, ќе одете 30% под таквото. Па треба да видат вистинско ли, па не ли, па да се врши испитување, за среброто падна 50%. Ќе видите дека го однесете, да го товарате, додека да у Мајами секој брат тие гангстерите пратат, не знам кој треба, значи чеке не може да го товарате на границата. Треба да платите обезбедување. Треба да платите и да договорите превоз за таа голема количина, не, зборам. Да имате. Значи и не може да го продадете. Треба да го 20-30% под цената на авоа. И што сте ви он литнал толку и паднал? Падна 50%. И на тие 50% уште 20-30 кои ќе одземе. Луѓе, биткоин само. This is people see it just spiking up like this, and they're like, "Oh my God, gold's at $100." Go try to sell a fucking shitload of gold. Go try to sell $10 million worth of gold today, and watch what happens. You're going to have offers 20 and 30% below market, right? Because you want to sell your gold now. You're showing your hand, putting your flag up, say, "Surrender. I want my $100." You're not going to get $100. Значи ти одиш да го продаваш злато, во Америка вие се професионални манипулатори. Знаат дека сакаш да го продаваш. Ке ти ценка 30% помалку, 20% помалку. Па до тога е цената ти дека си ценкаш ке падне, брат, па враќаш го дома злато, па го носиш, па ќе те уграват, не и да треба, физички свет е мртов, брат, за жал. Јас сум, верувајте, треба да има биткоин, треба да имате злато, сребро, кеш. Тоа е многу по-безбедна верзија, многу по-корисно, многу по-реално, али не живееме веќе у тај свет. Не живееме. Не сме у тај свет, брат. Ако го имаш, ќе ти пратат целата фамилија, ќе те утепат, ќе те ограбат, ќе исчезне, ќе те наместат нешто, ама нема да го имаш. Едноставно се забранува веќе да го имате. Тоа е факт. Крај точка, брат. Тие мали количини, дран-дранјариња, при војна, при катастрофи, прв ќе те утепат, брат, да ти го земат. For your gold, not in scale. I mean, listen, I You're never. you're not going to get it tomorrow. Yeah. Much less in 5 minutes. Gold, same thing. It's got to go get authenticated. It's got to get validated. It's got to get. Dude, there's a lot of fake gold. Okay. Моментално у Америка и ни свето, што кај вас не јави, македонски медиуми и новинари, истражувачки новинари, немаме да почнат да кажуваат, чекај бе брат, многу лажно злато се продава на свето. Многу. Значи ти за денеска да надеш, брат, треба да има толку напредна овакво, кажи го. Скоро беше фарано у Америка и у Кина, значи од згоре комплетно злато све, у средината не е злато, брат. Па треба да бушат, па да земат примеруци, па сите, па може да ти протнат некоја. Рели имаше скандал у Англија дека истото го имаш, дека не било се фул злато, дека од згоре злато, у средината имало кој да знае там кој друг метал. Значи работите, брачи, од физичкиот свет ние одеме у дигиталната ера. Тоа е факт. И треба да научиме ние бенефит да направиме. Then somebody's going to have to pay you the money, and then you got to get it out of storage, okay? The Bitcoin, dude, the Bitcoin is a real thing, though. Bang. Right. I can have it tomorrow. I can trade it back to you in 5 minutes. Like, Биткоин, that to me is се real because одновченик кој трейдаш, Bitcoin to купиш, me is продаваш. not just Селиш money, се, it is купуваш technology. телефон, там се логираш. Unlike gold or silver or even paper stocks, okay? Paper stocks is a technology, like, but they can just keep printing the paper forever. Другари, излезете од тај филм. Ако ќе ми речат, брат, у Америка, тука ли треба да живеам? Еве Трамп на власт. Еве, гледа, аз јапнува. Гледа, брат. Ово е секојдневие, другари. Ако ово едно видео го гледате, значи ставете се уште 20.000 видеа што не сте ги видели. Јас сум, не можете да ги прикажам. Седнете на YouTube, пишете. Имате видео од 3 часа што нон-стоп што случуваат убиства, грабежи и тепачки. И ги упорно забранува. Значи нема крај на безредијата. Крај нема. Сакат да не затворат у физичкиот свет, дома, виртуелна реалност. Гледај, изворот. Гледај.
Ти си типо си излегнал да си вози Uber или да отнесе корка леп на фамилията, брат, на овие тука цени шулит на област. И гледай ги. Овие се изроди, ово не може да се рестартира, брат. Не секайки, гледай ка дръжа го. А како ще ги знам, дръжат го и куршум от цевката. Не секайки, гледай, ке она да го гръба, ке го она да ке го тепа човек, брат. Шо излегнал. Замислете се да беше обратно. Усите вестики беше, брат. Но овие афроамериканците тук са излезени, брат, от контрола. Ово е наркомания, алкохолици, ово е изгубен, изгледа. Ово е изрод, брат, то не е дека нещо съм расист. Овие са тук изроди, брат. Изроди, 90%, 80-90% са изроди, кои ще се чудиш, що да направиш глупост, брат. Удържаваш, що можеш да работиш, да правиш бизнеси, кредити, да вземеш банките, да дадат чуда. Да донесеш някоя култура, нещо, да измислиш, да направиш, брат. Ово е Майами Бич, ядека живеев. И уж от тогава пред 2 години беше страшно. То Майами Бич, знаеш, кой майка изгубила дет там ке найде. Яко бе в първата година беше перфектно, втората година веќе почнуваше така да се осеќа, дека одат работи надвор од контрола. До яко го бе пред 9 години, афроамериканците по-голем дел не може да си дозволят ни да идат на одмор у Майами. Значи ја имигрант дојдел у Майами живее, на Саут Бич живее, човече. Замислете си. 6 или 8 месеци. Не се кјавам, 6 или 8 месеци живеат на Саут Бич, брат. Тук е Саут Бич, една уличка, това е на Саут Бич, брат. Елитата дека живее тамо, живее у студио со цимер. После у Винвуд исто елитата дека изчистија да живееше, а овие афроамериканците, родени тука, не можеја да си дозволат да идат на одмор. Едва ќе собере пари, одеја, јадеја, кршија, пијат, тепаа се по ресторантите, јадеја у ресторантите и бега не плаќаа. Шо е брука, брат. А ние не можехме да најдеме работници. И како ќе отиде, како е расистички, како е расистички, ја што кажувам вистината, брат, со тие работи. Као, ако почнеш да кажеш вистина, брат, ти ги мразиш афроамериканците. Не, брат, ја кажувам за поголем дел. Пишете на YouTube, пишете на Google, на Twitter, разлистајте. Ама насекаде прават проблеми, брат. И они мислят дека тоа е нешто гангста, тука нешто. Таа музиката и го пере мозоко. Јас што кажувам, треба да внимавате каква, треба луѓе да внимавате. Бионсе, таа една преска ми пишала. Па моята керка Бионсе слуша, ти шо си пишал там ми пишала. Шо си пишала, сатанистка била. Керка и слушала Бионсе, значи пази. Шо не однесеш и кај мажови, брат, керка ти? Ретардиран народ, брат, дигитално неписмен, аз извинам, не е ретардиран. Дигитално неинформиран, неписмен народ ни живее, брат. Јас съм бил тука, видел съм, брат. Тука е пекол, брат, хорор. Не се знае кога ќе те отепат, ограбат или нещо ќе се случи. И ово сега тука. Иначе комшии ми се, Парко дека одев, там живеят. Дека одев у Парко, Бил Гейтс от другата страна на Парко му беше куките. The emails in the file suggest that Bill Gates had additional affairs and that he tried to get... Бил Гейтс, брат, е сатанист. Кажа само со русинки бил во оно. Уште по-страшни работи има, брат. Уште по-страшни работи има. Шо не е у затвор? medication to treat a sexually transmitted infection, and that he was going to give you the medicine without you knowing. His representative has said all of this is false. It is not on you to have to respond to the details of that alleged behavior, but I wonder what your dominant emotion is when you read these news articles with these details. Другари, како прво, ово не е женел на Бил Гейтс. Женел на Бил Гейтс е ликвидирана у Индија, по едната верзија, дека индици се фанале се шо праве, неќе им долавам детали. А другата верзија е остава го поради овие работи што ги дознава, не согласува и се заканува дека му земе све, разбирате ли? А уствари како ќе му земе све кога он не го измислил, ништо нема измислено од тие работи што тврди дека ги измислил. И е обичен директор, измрдан, гледате, педофил, сатанист, ставен од таа длабока држава да ја управува компанијата, а за воздух се му давале русинки на островите. И неговата
не може ти да... Јас сам ги видел керките двете. Помалата е божествено убавина, имам ја видено, тоа страшно убава девојка, и другата е убава, ама втората е многу убава. Мобето е, другари, тоа се нели милиардери. На децата ништо нема да остае, компанијата не ја остави на децата, остави на борд директори таму, не ја остави на, значи креирало си тие компании чуда, ама ги остави на борд директори там некој, ќе направам ја компанија во Америка и ќе оставам там некој друг да ми ја провод, децата да се снајделе да работиле, со жена му се остави, разбираш ли, а ово не е женско, луѓе. Sad. Во не е жена, бе, брат. Жена му, најдете ја да видите кој изгледаше жена му, жена на милиардер. Не може да изгледа вака, бе, брат. Ово е маж. Ово е актер, глумец, направено, брат. Не може жена на милиардер да изгледа вака. Има толку јака технологија, има толку многу јаки креми, има толку многу јаки третмани. Жена му првичната, таа оригиналната убава жена. Ово не е жена, брат. Теорија на заговор. Во не е жена, брат. Во е, гледате ли, фаца ви се смеат, брат. Каква жена, бе, брат? Шо има во женствено тука, бе, луѓе, ово е маж. Каква е таа жена со такви рачишта, ти залепен шмар, ти... Во е, луѓе, маж. У фаца ви се смеат. Бајден имаше 5 маски да не го тражам видеото. For me, it's just sadness. Sadness for... Sadness, Bill. I've left... Хало, брат, жените ги познавам код дишат. Жена на милиардер со русинки. Секи му земе. Договор. Ке го ленчува и јавност ке го има. Знаеш у Америка какви медиуми медвај чекат? Душата и црцките ке му ги извадеш. Све живо ке му земеше, ке го оставиш голтар. Во не е жена, брат. Во е платен актер. Жена му веќе е тргнана за тоа што требаше да земе од компаниите на длабоката држава. Никој нема да даде процент. I left my marriage. I had to leave my marriage. I wanted to leave my marriage. Која жена ма, братче, како маш? Која, брат? Жена на милиардер, како прво и прво. Тие се последни кругови на луѓе, брат. Имат дисциплина, како се понаша, став, како е облечена, сака да се покаже, како, брат, шо, копче за верверичка, брат. Оволи жена на милиардер. Таа луѓе у Мајами живеав 2 години, брат, жени на милиардери сам видел. Видел сам 70 годишни жени. Шо бев шокиран, брат. Ја едната сопре викам, извини да прашам, знаеш, некултурна жена да прашам. Колку години сте? И она вика, шо миш, ја викам, сигурно се думам, она миш ќе речем по. Ама викам, изгледате, викам на 48, на 50. Ја бех шокиран, брат. Гледам и не ми е верно шо гледам. Не може, брат, не може, брат, на 70 години. Латиното и афроамериканците можат. Белите не може, братче, без соодветните тмани, без, не знам, најаката храна, без стресови да изгледа така. Значи, ја бех шокиран. И тука имам видено, и у Мајами видено, и у Калифорнија имам видено, и тука имам видено у Сијатл. Значи, Нью Йорк, Сијатл, Мајами, Калифорнија. Имам видено 60, 70, 80 годишни жени, кои што, брат, просто, не знам, како да се излегнале од филмовите. Значи, невозможно. Значи, убавина и како се држат, разбираш ли? Значи, се гледа интелигенција, став, пари, значи, култура и... Тоа ништо не се помачило во животот, брат. Абе, страшна работа, брат. Ово, луѓе, во... I felt I needed to eventually leave the foundation. Во е актер платен, брат. That's the truth, right? And во не е жена на милиардер, брат. at least for me, I've been able to move on in life. Во е маш. Кој што сака. Ако јас сум 22 години од теорија на заговор, значи вали да знам. Ако погодив за Путин, за Си Џинпинг, за сите овие работи што се дешаваат, за блокчейн, за теорија на заговор, за Епштайн фајловите дека се вистина, за сите овие работи и ми ги бришете во, кажи го, колку ми имате 7 години од архивите од мистерија ми исчезнаа. Еве тие што помнат у Македонија е 2 и да се надевам да ги сретнам, да излегнат у јавност, ако треба ќе ги заматам фацата,
да потврдат дали се сеќават, брат, какви работи ја мојата група Мистерии објавав на овие теми. Луѓе, овие уфацени, не е ово нешто тука теорија на заговор. Ово е, братче, реална технологијата е, ција ово веќе 20 години има такви маски ги надобро. 20 години и пут сите. Еве пишете у Русија, чеј само да го најдам да видиме. Забрев дека сум у Америка. За моменти не може да го најдам видеото, братче. Еве кој може да го најде, од коментар нека го стави линко. Значи имаше у тоалетната ги беа снимале цијаши како улават како женски, како чекам, то доста се користи, имаше ги дево ја. Знам дека ќе го напишем сасвим другојаче. ЦРУ Лаура Карлсон и ее подруга, супруга еще одного спецагента Дженнис. Одна из них, словно не привыкнув к российскому климату, тщательно закуталась в шарф. Приятельницы неспешно идут по центру Москвы, осматривают достопримечательности, пока не добираются до небольшого ресторанчика. Заходят, и афроамериканка Чисхолм торопится в туалет. Блондинка Карлсон остается ждать ее у двери. Только вот выходит из дамской комнаты. Внимание! Мужчина! Рыжеватый в кепке спешно покидает заведение. Это Тимоти Финнеган, сотрудник разведки США. Может быть, он назначил тайное свидание чужой жене в таком неподходящем месте и поджидал ее за... Вот, казалось бы, жена сотрудника ЦРУ Лаура Карлсон и ее подруга. Другари, само што видовте дека ја точно не мора да го напишам, ќе го напишам така збркувачко што вештачка интелигенција го најде. А пред тоа, држив го, не може да го најдам ни на Google, ни на YouTube, ни на нигде. Али, напишам го на тај начин и најдов. Видовте. Значи, улават како жени и излават како мажи. Значи, и се оперирали на тај начин. Да, има такви што се и постари жени користат, например, то русите тука имат многу, имат направено во Америка, например. Ја 100% сум сигурен и ние дека живеат на Лакај Бич, дека се доста стари и нон-стоп ништо не работат, нон-стоп се активни, кај богаташите од тие кругови се, кажи го, се нон-стоп, сега да не филозофирам, али мислам дека се некои такви. Пошто Русија, тука има милиони руси што улават и излават и тоа не е возможно да немат, затоа што од интерес е сите информации да ги соберат од терен. И еве, видовте, видео ви покажав дека овие работи, оваа да се преправя со така шиетана, брат, со така главетана, со така рамења, жена на милиардер, извини, ама имам видено доста. Има доваѓано да јадат, имам видено, братче, доста. Таква главетање неам видено, брат. Неам видено таков изрод. Така да, овоа е луѓе, отварат се, многу работи ќе се отворат, ќе видите многу ќе паднат вистинските маски, затоа ово ви го покажав тактички. Многу маски ќе паднат и ќе бидете шокирани од позади што ќе излезе. Не зборам сега тука за рептилите и глупости, брат. Значи, зборам за многу луѓе што мислите дека се. У Америка е општо познато многу глумци, например, што мислите дека еден, се може да бидат и 20. Да има кажано тука, како докато пошто уште не сам го почнал теорија на заговор канал, ама што е битно во сега пак ќе рече со крипто. Све е битно, значи у Америка кој имате драма со овие фаци, брат, богаташки семејства и на такви корпоратски гиганти, ако имате проблем со, кажи го, од спорт, музика и филмови, имате такви драми, значи луѓе, тука народот не гледа историја, тука народот ги истражува оговарање и овакви, кажи го, теории и проблемот е што тие американци, за разлика од Македонија, ништо не може да смените, овие имат у сите тие нивни компании и сегашни компании имат акции кои што американецот кој ќе му е преку ноа,
Не го интересира профит, ќе земат, ќе почнат да продават. И тука почнуваат паники, чуда. Значи за тоа ви ги спомнувам овие работи дека се поврзани. Значи ако има драма у политиката, ако има драма у музиката, филмски дел, кажи го, почнуваат да се продават акциите од тие компании и тоа ќе делува и на крипто. Значи да се надевам дека ме сванавте. Тоа ми падна концентрацијата веќе. Значи што друго има да пролистам? Стар Атлас нешто ќе извадат, ама не можев да го сванам, нешто ќе пуштат на Холосиум. Друго е, рад шо да кажем, не. Тука не ујдовме, немавме време да отидеме. Секој ден, братче, овоеш. Секој ден, брат. Некој измрдува, ќе те нападне, ќе ти избоде, ќе те... Секој ден драма, брат. Секој ден, брат. Секој ден, брат. Ама секој ден, брат. Луѓето со спреј за мечки, ово ја требаше да го порачувам. Ово е спреј за мечки, брат, го шприц. Секој ден драма, брат, тука. Гледај, ово. Че, има музика. Не може музиката да пушта. Секој ден. Значи, вие тука гледа, брат, тај... Не, да не мислите, тука коли ми... Замисли си, брат, тие лит крушуми на секаде, бе. Овие имате со такви рамки што пука рафално, бе, брат. Ово е секој ден, и што си не може овие гангстери, што знаеш дека не одат на работа, Лексус возат, одека пари за Лексус, братче. Пиштоли чуда, не можете овие да бидат уапсени, да бидат онадени. Како може ја да излегам на улицата, може ти најде милјадо, полицията не може да најде, така ли? У приватните затвори во Америка не може да ги стават да работат, што расистички да го јапат, што вели гангстерите. Луѓе, хорор, секој ден тука, секој ден убиства те па, секој ден, нема ништо на вести. Секој ден. Секој ден. Значи тука реално треба со панцир, со како од видеоигрите, брато, како од Battlefield 6-ката треба, брат, да излезеш надвор. И еве. Senate Democrats to hold closed door crypto market structure meeting tomorrow. Зашо бе, брат, за затворени врати да биде? Зашо да биде за затворени врати? Ме интересира. Зашо да не биде јавно? Зашо треба да биде за затворени врати? За да има драма, да има паника, леле, тоа ќе биде. Леле, оноа ќе биде. Ќе падне ли? Нема ли да падне? Да трейдам ли? Да не ли трейдам? Да идам леверидж, да идам шорт, да идам ово, да. Таа држава све е драма. Се. И ми преку глава, брат, да живеам. Одржава дека све е драма, брат. Ама све. Да идеш до продавницата е драма. Бензин да идеш да напуниш драма. Не дај Боже да идеш нокно време да си земеш да ти треба кеш. Те тука до полицијата. Тука е полицијата, банката од другата страна, што се вика. Ту тепат. Сами си, брат, полицијата, еве, тука е раскрсницата, така ли? Десно е малку поводиш едно, нема ни минута, е полицијата. Тука, на раскрсницата, нема ни, ово, каже го ни, на каква минута што зборам јаве там? 30 секунди е полиција, од другата страна 30 секунди е Банк в Америка. Од другата страна е за Бриф Чейс, мислам дека беше. И се шматкат секој вече, сега да земам со колата да отидам, се шматкат такви, гледат, разбираш, такви матни фаци. Полиција нема. Немаме полиција, брат. Брато, знаете ли на кој ми личи, брат? Леле, сега ми текна. Лошото дете Хуго. Не ли ви личи? Цртениот филм што беше. Лошото дете Хуго. What the fuck? И тирам, другари. Ево и ова е, например, ово сега. Different, which is called fractional reserve lending. So they're actually lending out customer deposits without their permission, essentially. Значи шо вика? Банките прават што сакат, така ли? Значи дават ги парите на луѓе без знаење на самите тие што ги ставили банките. Па банките тоа го прават 200 години, од како постојат.
И сега е дојден моментот, му е дадено наредба. Гледа ова па тука, брат, че вештачка интелигенција, ја во Google само ми ги изменило буквите, гледа, брат, ти нема да ме разбере некој. Брат, верувате ли, напишам го, проверам го, објавам го и намерно, гледа сега што почна. Од има, во Америка може да ти идат транслейт и сите тие што ме следат и американци од цел свет, да има транслейт и да се преведе точно, брат, што сум кажал. Значи, 3 пати пред да објавам нешто, ви кажувам, гарантирам дека го проверам. И гледа сега како е. Таму е наредено ДС каме дека е време од кеј. ДС се префрлат од кеј. Значи, и тука, место каже, каме. Другари, ако ова е реално, овие луѓе се платени актери, директори, најдобрите цијаши, ставени или од длабоката држава, ставени, поставени и само ја извршуват задачата како треба да се измене светот. Значи, замислете си, реално овај бил некој си од таму од апартманот или дека беше од гаражата почнал Coinbase, крипто Coinbase берза направил, кој што денеска за баш неговата е најголемата и најмокната у Америка. Како успеа, брат, од гаражата до вчера не веруваш, ја па неам, брат, ја не знам таа гаража, дека има ли некој таква гаража во Македонија? Дај да ми викне да отвориме таа гаража да видиме. Како, брат, ова са тошо у подруму, ова е у гаражата, у стано на мајка му, улават и крират берза, што цел Америка баш таа берза ја прифаќа. Додека ние на берза неќе да даде информациите на своите муштири, ова одма ги даде. И он типу кажува сега како банките правиле во реално он да го кажува во ако не му е дозволено, че он ќе беше на дното на океанот фрлен и крипто берзата Coinbase ќе ја затвори за секунди или ќе ја купише некој друг. Или ќе му намести нешто криминал. Не он дека нешто е храбар. Реклама си му прават као деве гледа колку е храбар овај од Coinbase, крипто Coinbase берзата, крипто Coinbase банката, новото нешто е многу поправедно, многу подобро од банките. Ало, бе, брат, на колку бул маркет овај изгаси серверите на Coinbase? Му затворли и он зборе. Значи не е он баш тај што треба да зборе. Он зборе за ово. Он зборе за, мислете си, за ово, за банките. А неговата берза на 69.000 го изгаси буквално кабело, што се вика, серверите му паднале и биткоин не ујде до 150.000. 150.000 требаше да доби не до 69.000. И не е ништо, ниту истражно ништо. После тоа, па биткоин почна да се залита, па Coinbase се сруши. И како бе Америка нема време да провере, како бе на тај се му паѓат серверите. И секако изгаси. Че како луѓето ќе купат ако американците изгасат берзата? Ми е интересно. А како па биткоин падна, ако они изгасиле берзата? Шо другите ли продаде сите? Че ти немаш пристап до ово, каже го, до Coinbase. Како, брат, че тога го срина? Че вештачки, брат, че договорено, квантно компјутер програмиран, таа дата така ќе биде. Луѓе, овај свет имате Simpsons. Simpsons ништо не се погодили, другари. Тоа е више кажено, тоа е веќе договорено и они го прават цртано, разбирате ли, и као да ме ке ве погодили. Ништо не се погодили за тие луѓе што ме прашава. За биткоин, гледате, спомнаа, биткоин што го има, тоа е Infinity. Обратното Infinity, значи бесконечно кој е нагоре. Кардано го имаше до 3.6 колку беше, значи там 2040 да речеме може да стигне 3.6 и порано да речеме. Кардано го више имаше. Значи луѓе, тие Simpsons, тоа е веќе кажано што колку ќе биде договорно. Јас за тоа викам биткоин и Кардано. Да, имат проценти што работи на пример не се и се остварили. Не можат све да успеат дека има некоја сила, нели, гледаш дека се боре. Ептен зли работи што се прикажани од цртениот филм уште не се оствариле. Значи доброто се боре за тоа што има уште добри луѓе. Луѓе, излезете од тај филм дека ви живеете во перфектен свет. Идат тие времиња кои треба да се обединиме сите, кажував ви, да се обединиме да се бориме, дај да најдеме како нивната технологија да користиме и да направиме профит. Страшни времиња идат. Теорија на заговор бил. Какви теории на заговор, бе, брат, че изгубени ли сте, бе, брат? I have to talk about something which will be one of the very big new realizations by 2000. It will be a realistic scientific accounting system of what is wealth. We now know that wealth isn't the goal that the old pirates used to have. Wealth is energy, and we have an Einsteinian world in which the scientists found that when energy left any local system,
The only dis- Другари, не е теорија на заговор. Биткоин е енергија. Тесла пред 120 години ги има креирано сите овие работи денеска што не ги има дадено да вора. Тесла пред 120 години има креирано таква технологија што не може да се сфантазирате. Ово луѓе, компјутери, интернет, чудо, ово е 100 години, 150 години тестирано у лабораторија по пуштен надвор, за да имат апсолутна контрола над него. Ово е 67 година гледа ова што збори. So by joining another system, Вие не бевте they родени, found јас out 67 година. experiment after experiment, they found the energy never got Робот постоje 1823 година. Муслиман го има креирано правио у тај дел нивни да ги живеат. 1800, не знам там 27, лупам се, ама 1800 година. Робот. Луѓе, у античкиот свет имате чудни механизирани машини, не се ги викале роботи, што чуват одредени сега нели грчки глупости, македонски острови. И имате тука авантури на кој се викаше леле на Персеј. Имате луѓе, ние живееме у свет кој што е бил, пирамидите не може да откријат уште кои се изградени. Какви гробници, какви глупости, брат. Луѓе, чепкајте сите овие работи да ве... Значи, вие за да отидете напред, треба сите овие работи да ги решите. И да ги поврзете, и кога ги поврзете, ќе видите кој свет живеете, ќе дојдете до профит. Просто едноставно. So they had to write an entirely new law of energy called the law of conservation of energy, which said energy can neither be created nor lost. So this Лондон. Бегајте од таму, ја по Лондон. Снефилд, UK. Гледај ги, брат. Ние си вадеме очите тука. Ние си вадеме очите, гледај ги Кина, брат, деко идеја, брат. Гледај. Овие се Star Trek, Star Wars, веќе. Да, лош е тај систем, камери, мамери, чуда, можда е COVID, ептене, фул контрола и све, ама гледај дека се луѓе. Тука и без тоа е шпионажа, фул контрола и све, ама не дај Боже, там нема ту тепат така на улицата, процентот е многу мал. Тука, луѓе, ноќно време, сите сме затворени дома. А овие гледај што направи, Star Trek, че овакви нема, оваков град нема у Америка. Нема овакво нешто, брат. Нема, има ни мали делови там. Нема ово, гледај го какава чудо, страшна работа. Гледај го ово, брат. Зборе се дека ова е син на Епштајн, се зборе. Играат со нас, брат. Гледај, ово иначе тука луѓе од канализацијата, тоа парија е со извинение, знаете ли што е? Тоа е и он гледаш, оно и овај шо општо корисно врши овај на улицата, брат. Наместо да биде човеков земен и да му помогнат. Без разлика сиромашен од дрога ли, ментална состојба ли му е, најлошото ли нешто му се случило, толку ли Америка нема пари да испринти без тоа принтит пари, да го земе и ти да не го гледаш, да не ти го расипува во, да не треба да го сожалуваш, да не треба тие туристи да паничат дали ќе ти збоде, дали ќе те нападне, да ти досаја за пари. Америка нема ли пари луѓе да го однесе, да изгради една институција, да ги излечи овие луѓе. Че не можеш ти да се кажеш дека си напредна држава, ако ти на улицата гледај хаос. Гледај колку ѓубре, брат. Ви мислите Скопје, Македонија, брат. Кај нас е хаос, ама барем гледај. Немаме овакви, брат. Може да ги се појават овие се емигранти што планират, ама уште не сме до тај степен. Треба да се бориме да не стигнеме до тај степен. Гледаш колку се бунивте, земаја и чистија. Тука гледајте што е човек, катастрофа. Ова е многу јако, кажа. Dude, this is actually the craziest. Ова е многу јако. This shuts it down. Holy fuck. Dude, this is actually the craziest closet I've ever seen in my life. What the fuck? What brands usually? Bro, Xenia, I wear a lot of Cucinelli, but Theory. Bro, I don't wear Dior. logos. I have no logos. No? I don't like other than some shoes. Like I have some Dior shoes, but Yeah. bro, like everything's no logos. I don't know, my man. I just feel like you're flexing on poor people. Who? Да не ме го блокират видеото, ти има музика. Брат, да се надејам дека разбрате што кажа типа. Има овакви, да знаете, американци што живеат во Америка, овакви. Направиле пари, чист, добар, душ, ама не може, брат, не може да мрдне.
Затоа што е обкружен со сатанисти. Гледај ово, брат. Амстердам, брат. Зашо ги објавам, некој вика. Луѓе, ово мене ми се смеја пред 12 години кога зборав дека стане ова. Има македонци што идеја да живеат таму, сега ми викат леле брат што збореше следевте на канал. Сега што да правам, имам компанија, овај вика ја имам работа, имам земено кредити, чудо, дека да бегаме. У Македонија што ќе правиме? Другари, продавајте, бегајте, станувајте. Нема да се подобре, брат. Нема да се подобре. Плано не е да гледате ли 2 дена какви работи луѓе деца и бемиња се јаделе, брат. Зар мислите дека не се способни да направат ово? Плано е, луѓе, страшен. Страшен, брат. Страшен е план. Плано е страшен, луѓе. Да ни истребат. 7 милиарди да ни истребат тие плано. Да се испотепаме у Европа и на Балкано, сите помеѓу нас. Плано е страшен, брат. Страшен. И да, биткоин може и крипто да ве спасува тоа. Ево, живее во Америка. At the University of Illinois, foreign students are displacing American kids, plain and simple. 2 or 3 times as many Chinese students than I have had domestic students. We're providing an ecosystem for the Chinese Communist Party. You got a smart kid, and you think you're going to get them into, a top university in this country? Like, you are fooling yourself. Значи, луѓе, ја кажав пред 12 години, Кина владее со оваа земја. Мене ме праја ненормално. Ало бе, брат, одеш од тука да кренеш. Повеќето бензински се кинески, другите се индиски. А тие по-мокни компании што има се руски. Оно другото све е еврејско. Пак ја повторам. Сите бензински профитабилни се кинески. Сите индици што се земале, ги рентат од кинези, дел купиле, ама дел повеќето ги рентат од кинези. Разбираш, кинезите стоат позадина, замислете си за какви пари збореме, додека американците тука немат пари, немат идеја да они да ги купат тие работи, разбираш, и они да ги владеат. Другото е евреите владеат, имат све. Третото е русите имат агенти, кој знае колку милиони ги имат стајано тука да шпионираат до имат под дискајс, имат компании и чуда. Тоа по филмовите не е филмови, брат. Брат, ја на плажата, кога отидам, јас дневно среќавам, кој ми рече некој, брат, големи патриот, оди си во Македонија. Што правиш во Америка? Бе, луѓе, тука ние македонците ништо не правиме, да. Мислам, 99% тука македонците што прават? Ништо. Јас собирам информации. Собирам информации за Америка, собирам информации да ја потребам за теорија на заговор, собирам информации за нейната технологија да ви ја презентирам, че ја правам нешто. Тие русите тука што се, тие прават сигурно многу повеќе нешто прават. Русин, украинец, американец, што не го интересира, тие само одат право и гледат да се одморат. Тие луѓе што си имат некоја мисија, се ги интересира околу нив. Тоа не се обични луѓе. Македонија, македонската држава, ништо не е интересира. Ние немаме, замислете се, од диаспората, ние немаме сериозна организација да и текне како што повеќе пари од тука да однесат у Македонија и да изградат компании. Значи ние немаме држава, нас државата не е управа од македонци. Зашо знам, како знам, па не се ги контактирале од диаспората, замис тука ние имаме над пола милион, ја ги имам наедно, што не си знаат ни име, не си знаат ни прадедовците кои си. Че тука има гробови, кои ќе речат Македонија не постојала, Македонија. Тука имаш гробови, луѓе, од самата Америка кој креирана, имаш гробови на македонци. Гробови на македонци имате тука стари колку старата Америка. Че каков Тито, какви глупости да не упаѓаме од тие политички такво. Значи никоја македонска агенција, разузнавачка зборам, не ги е контактирала од диаспората да ги натера да дојдат назад во Македонија и да инвестират. Тука има Јас сам клошар, брат, за тие. Клошар. Мултимилионери, милиардери македонци има во Америката. Милиардери. Зашо не доваѓаат до Македонија да инвестират? Затоа што тие имате информации дека там доле македонци нема право да држават. Дека тоа парче земја е под окупација. Зашо не ги викнат доле да дојдат и да инвестират? Еве у биткоин да се копа со соларни панели или биткоин да се копа со укочени со тие води и чуда. Ја не можам. Потреба некој што е мултимилионер, милиардер. Зашо не ги викнат? Затоа што таа длабока држава од тука
инсталирала низ цел свет такви луѓе и ги интересира да е русвајс, да е каша попара, сите да сме иселени, да си вадеме очите, да се караме за религии, за партии, за чуда, а они си взимат ресурси, бе, брат. Они си ги взимат ресурсите. И оваа технологија полека ние да се караме и се вадеме очите, и аз тука е 2500-600 луѓе ме гледат, и ќе инвестират, оние другите македонци 2 милиона дека се, бе, брат. Спият у славата, брат. Кафе, шема, оговарање, кафана, ракиичката, салатичката и човек ќе гледам ќе му смее на овај глупи од Америка седнал на компјутер ќе не оправа. Замислете си, брат, до кој степен паднаме, брат? До кој степен паднаме? Еве, ја, например, гледаш какви работи ме интересират. Гледам, направил сум аналитика. Еве, видовте ли некои други македонци да селат, да бегат, да викат, чекао, че они на повеќето кога го видат тука што живеат во Америка, кога го видат, повеќето си плашат. 2600 има дневно на веб-сајту луѓе. До 9100. 2600. Нови има 2600. Од Америка 1700 нон-стоп го баратат ово веб-сајту. Никој, видовте ли некој да е продал се живи да си иселил во Америка? Штие, брат Епштейн, тие ни не знаат што е тоа Епштейн, ни не знаат што е тоа досија. Нешто ќе прочитат, спиеме си, утре па на работа. Тие не знаат дека живеат, брат. Се од дека нема да ги се удари од главата. Не дај Боже. Не знаат дека живеат, брат. 1700, значи пола милион луѓе тука. Овие 1700 се просветлени. Овие 1700 чим, овие 1700 македонци, овие чим 385 од Ириска од Шведска, 123 од Македонија, беше 50, 70, сега од како падна 123, за 78% се зголеми. За 78% се зголеми, за прв пат кога паднало, најчесто се зголемо кога све живо лита. Значи, кој е мобето? Мобето е овие 1700, замислете си државата да ги контактира, овие ако имат мозок тука да нон-стоп да дремат да копат из информации, значи имат мозок и за бизнес. Овие 1700 треба луѓе да бидат повикани во Македонија да инвестират. Да се спасиме државата, да не ни доваѓаат имигранти. И овие од Ирска и од Шведска. Германија се малку, ама треба и од Кениф. Германија имаме, видите ли, 100 нешто или. Замислете се, тие повеќето се имаме уште 200.000 со бугарски пашпорти. Тие ще се прикажани сега, стои там колку ги бев на недел, се само какво? Чекай го ствари. Гледайте, луѓе. Германија 130.760 луѓе. 130.760. Замислете си, тие се сигурно сите успешни, паметни и со доволно информации за да се контактират и да се врнат назад и замислете си какви компании може да отворят и какви бизнеси и колку Македонија може да отиде напред. Ама нема македонци. Таа длабоката држава овие од Епштейн, сатанистите и кај нас имат инсталирани такви и ги интересира само ресурсите и нас како жива мера. Да не земат за органи, за шо и да и треба. Да не јадат опици и тие работи. Што ќе ви е смешно. Ке излегнат уште пострашни работи. У Швейцарија имаме 77.384, брат. Замисли си, имаме 77.384 македонци што се успеале во Швейцарија, брат. Тамо е најтешко да се успее. И да живееш, и да работиш, и да... Америка е, со извинение, пичкин дим, брат, со извинение, брат, за ова. Јас се длабоко извинам, што друг збор не недов. 77.000, брат. Замислете си тие кој капитал го има да го префрат у Македонија. У Италија имаме 70.000. Валјда не ги сметат тие само за гроздо бершуваат. 70.000, брат. Значи ово се гледа колку луѓе, колку семејства живеат надвор од Македонија. И овие луѓе ако ме гледат, брат, ако инвестират у крипто, гледај. Значи Аустрија 29.000 скоро, Словенија 19, скоро 20.000, Англија 13.000, Шведска 9, скоро 10.000, Хрватска 8.240, не знам ова од сега е дали. Франција 8.200 луѓе. Нидерландс кој бе? Лелија и македонски си го забрави, братче. Нидерландс. Број македонски си го забрави.
Бугарија 4132, Данска 3904, Норвешка 3049, Чешка брат 2237, Малта брат 1996 брат. Замислете си брат, леле Нидерланд забрав брат, че на македонски ко беше. Мозъкът ми е блокиран. Боя се чуе брат, Холандия. Нидерланд. Холандия забрав. А то знамето брат, че е някакво. Не, брат, че дия съм дигитално неписан. Нидерланд. Холандия. Накрая памет не ми така. Мобето е другари. Дигитално неписан съм и я гледаш. Нема. Ако не се дружиш с луѓе, ако не комуницираш, ако не разменяш податоци, блокираш, братче. Блокираш. Сигурно и тук ги пишува. Австрия, Словения, Шведска, Франция, Хрватска, Холандия. Гледаш. Сега са път дигитално писмен, отма се оправи, гледаш дека да найдам Холандия. А в момента не ми текна. Бъдем с на отлив. Значи, другари, гледайте сито вие луѓе, замислете си да инвестират в биткоин. Имат добри плати, чин там са успяли. И замислете си да държавата да ги повика назад у Македония замислете си да се повикат назад у Македония да онадат компании. Ама мобето кое е? Македония план имат луѓе да поделят, да я унищат комплетно. Да знаете. Холандия. Боже се чуе. А пази, много сакам да имам Холандия да изтражувам. Че е то Тулип? Холандия ли беше? Tulip crisis. Tulip mania. Tulip mania was period in the Dutch Golden Age. Да. Това па, да не я филозофирам, това па Tulip crisis, това е па хорор. Другари, колко време бръмно бе? Мале са 36. Значи, Switzerland largest bank UBS acquires 3.2 million additional strategy shares. То са strategy shares, само си кажа, колко и да пагя, ќе го праве, али ќе видим. China Supreme Court declares that child sexual assault. Другари, тук всеки ден има силование на деца. Всеки ден киднапирање и силование на деца. 50 държави има. Всеки ден. Гледайте Кина. В Америка не ли можело? Ама те трябва да отепат колко проценти от това? Сигурно 5% 10% на население трябва да отепат, брат. Страшно има толкова много луѓе, случаеви, кои ще се под теписон стане, ще се вики забравени. Не се я добили правдената. Мислам, горе ќе я добият, ама тук не се е на вай свет. Значи, гледайте, Кина прави по-добро за децата, отколку Америка. Де е? У Лондон. И шо е ovo, брат? Шо? Гангстер, шо покажа още да го... И шо, брат? Да идеш, да крадеш чипс, човече. Не, и он го снима као демек. И овие ли ви трябва да дойдат в Македония? Шо ќе донесат? Култура на отварање на чипс. Гледай. На македонската телевизия дават ли го? Насител на канал 5. Дават ли ги ви работи? Дават ли ги ви работи? Не ли ќе улават Европската унија? Не ли ќе соработуваме со Америка? Дават ли ги ви работи? Трамп се мачи, гледайте со шо. Луѓе, ово е автоматско оружие, брат. Автоматско, полуавтоматско, гледай пиштоли, гледай. Таа дрвена шупа, бог сега да ударам, ќе верувате ли да ќе пробијам зида? Ало, Македонија, барем ќе те спаси. White House draws line in a send over the crypto bill.
Чекаме го taj крипто бил, умреме човек. Разликата, оние крадат ово, типо се купува 30 милиона меншен. Богаташите гледаш у Лондон. Лондон ли беше, дека беше? И ки живее у замок. Ще паршира не може да изчисти. Брат, няма овай свете. Гледай го. 10 men charge over rape of a drugged 5-year-old boy у Франция. 10 луги у Франция силувале 5-годишно момче. Бегайте от Франция, луги. Бегайте. Плански се прави, не нека не може да се справят. Плански се прави. Бегайте. Гледай го. Ударили го и гледай. Увели тинеджерите, правят това. И утре я може да ударам некои. Мислам, и мен може нека да ми изгребе, така не се кайки со велосипедо. Че музика, изгребали го со велосипедо и скапали му ребрата и гръбо му го повредили. Може и да го тепат. Овие гангстери со велосипеди, гангстери со какво. Гледай ги, брат. Гледай, и колата му наде. Нигде не видов, той е пред 20 сата. Нигде не видов на телевизията да има масовно апсение на овие изроди. Да се изчистят улица. Ти ако не ги апсаш, значи уши друга група ќе се појави 20 луги. Трета група од 20 луги, четврта група од 20 луги ќе се појави и ќе оправат низ други држави. Видеото со го виделе. Имаше го преходното видео што беше објавено, беше 20 милиона видено. 20 милиона. Пред да го тргнете, овај го е, колко му е тук, ово е малко. 20 милиона. Тук е 380. 20 милиона луги го бяха видели. И намерно се саботира. Гледаш тук моментално 16-20. И шо ки живееш ти тук? Биткоин ли ти трябвало? Пасош ти трябвало. Страшно, луги, страшно. Това го више сванаме, брат. White House is fully engaged in crypto. Да. И чекаме bull market. Това е. У Лас Вегас, брат. У Лас Вегас, Кинес у Лас Вегас, Калифорния, имал патоген за ХИВ, малария, туберкулоза е валда ово, TB. Не знам, лупам, може да е туберкулоза, може не е. COVID-19 и ебола. Ебола. У фрижидера, у гаражо, брат. И ја утре съм вземал пасошо и почне ебола. Знаете ли шо е ебола, луи? Поема немате шо е. По-напредна верзия на COVID-19, знаете ли шо е? Не. Малария, брат. ХИВ. Кој гарантира дека не е пуштил ХИВ? Сиде. Гледай, брат, овие дрвени шупи, брат, овие дрвена шупа, те така да ветро да дуне ќе падне. И да има, да изтече нещо, таа дрвена шупа, ово од секаде, колко и да го правиш од секаде дувне ветер, ще се овсеке, брат. Треба чудо од пари да уложи газата, за да направи изолирано скорост. И ки живееш, брат. Гледай, брат, че у Воти, у Калифорния, Батомиро, у Лас Вегас, овој ке те, брат. Бегай, да не е од твоето мало, Лас Вегас, гледай, шо е мало фриждеро, брат. Човече, гледай како фриждер, брат. Овој да не е Словенија. Од Словенија во фриждеро да не е. Ово е страшно тука што се дешава, овие поима немате, нема на вест. Страшно, брат, страшно. Его, Парис. Парис, брат. Човече. Гледай, брат, че ово дека е. Шведска. Нема, овие си измрдани, брат. Ово нема спас. Ово е голем дел, овие си измрдани, брат. Ово се чуди шо глупост да направи. То не му се работи. Не му се работи, брат. Гледай. Франция, брат. И шо е ово, брат? Чуете ли? Ово индиец. Индиец го држа локално у Франция. Шо французи не го држат? И овие му уништуват, гледай. Гледай. Со мачете, брат. Со мачете у продавницата да ти улезат, брат. Човек цял живот ќе има стрес. Луѓе,
крипто, биткоин и у планините у селата. Хаос ке биде на света. Ја докажав без разлика на краток период изгубил толкова. Брат, не се гледа у крипто, изгубил, не изгубил. Не е бул маркет. Изгубил 560. 2040 еден биткоин треба да биде според теорија на заговор сектор, треба да биде од 50 до 190.000. Сега ако го купиш, значи 2040 парафноци ќе живеат ако стигне до 190.000. Тоа е. Овие братчи, што да ви кажам? Роботизација ќе навала. Carbon Fiber, брат, продакшн. Човеч, овие се Star Trek, Star Wars, виж, брат, овие ќе почнат вселенски бродови да бъдат уште малко. Тоа е. Другари, имате листа, watch листа имате тука, гледајте кафе, цигари, ви кажав, кафана, гардероба, телефони, скратете одмор, зимување, летување, скратете, пробајте, инвестирајте да видите за 4 период или 8 години да видите што ќе се промени. Луѓе, гледате, живееме, ви живеете у страшниот свет. Ја веќе го знам дека сам. Смејте се колку сакате, уопште не ме гајле. После овие 2 дена, ако во ви е смешно дека некој седи и збори на овие теми и мисли дека се глупира, што другари за вас ви нема спас. Вие ќе се освестите многу касно, брат. Ако мислите дека јас сега се глупирам нешто за гледаност, тука сакам да направам теории и меории, лупам, така беше пред 12 години ме правя ненормален за биткоин и за другите коини, така сега пред некој време ме правя ненормален пред 4 недели. 4 недели цели ме правят ненормален дека сум претрал со теорија на заговор. Требало да зборам само со крипто. Другари, ќе помине времето и ќе додат такви времиња што ќе се каете што не сте ме послушале. Чао и не забравајте коментар. Јас се извинувам, решив, многу издов, решив, другари, не само коментари, ќе гледаме кои треба да ќе увидиме, еве. Овие црвените да бидат испунени. Треба. Значи гледајте, братче, треба да бидат испунени колку може повеќе. И, на пример, кога ќе натиснам тука и да речеме брато, да речеме Христијан, има 10 коментари. Тука треба луѓе да ви пишува 100 плюс. Некој вика, и брата, бе, ја пишав коментари да ни даеш. Не можем, брат, многу луѓе ги има 100 плюс. Че да ме блажи. Шо го него да... тука 48. Ова е 2, ова е нов. Да видиме Славе ли беше ово. Славе, гледате 100 плюс. Викате, ја имам највише. Не може да проверам, гледате. 100 плюс не ги пишува точното. Значи Славе е 100 плюс и да речеме сите видеа да ги имате, сите видеа не може да постигнете, ама додека планирам да го дадам нели во на краја на месецот, да имате изгледано голема количина на да е со црвено и да имате 100 плюс коментари, да речеме. Тоа е мисијата. Многу ме прашаа како планирам. Тоа е сега за сега мислите, ќе има и натам други награди, али братче умреме загинаме, братче. Многу теорија на заговор стана реалност, сега многу луѓе се шокирани и продават. Тоа е. Продадеа денеска биткоин и биткоин го повлече криптото затоа што мислеле дека Сатоши бил Епштейн. А јас сум ненормални што 97% јадел гомна, а 3% бил крипто. Па брат, 97% само што ви лизеа устата, брат. Чао.